Добро вечер. 6 мина се приведени попладнево во полициските станици низ Скопје на информативен разговор во врска со пораките кои што се ширеа од синоќа со тврдење дека во водата во Скопје е пронајдена бактеријата Ешерихија коли, дознава Канал 5. Според информациите, двајца од нив се во полициската станица во Киселавода, а останатите во другите станици низ главниот град. Сите се повикани по претходна пријава од градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски. Тој на пресконференција оцени дека станува збор за оркестрирано ширење дезинформации и паника, зашто очекува да има и одговорност. Дека водата, согласно последните испитувања, е и хемиски и микробиолошки исправна, уверуваат и од Водовод и канализација, а покрај градските власти, информациите дека скопската вода е неисправна ги демантираа и од Агенцијата за храна и ветеринарство, ИЈЗ и од Министерството за здравство. Ние имаме една од 5 најдобри води и извори во Европа. И одговорно тврдам и стојам позади тоа. Јас не сум монструм кој што ќе дозволи макар еден живот на моите сограѓани да биде загрозен. Ова е организиран напад за ширење на хистерија, според мене рамно на терористички напад, и од утринава сакам да ви информирам како медиуми, но и јавноста, дека се сублимираат сите профили, и лажните, но и оние приватни, а се припадници на опозицијските партии, и уредно во текот на денот од страна на директорот за Водовод и канализација ќе бидат доставени до Министерството за внатрешни работи. Е направена брза PCR анализа. Таа е брза анализа која што за помалку од 4 часа имаме основни индикаторски параметри каде што констатираме дека не е детектирано присуство на геномски копии на Ешерихија коли, на колиформни бактерии, ниту на псеудомонас. Утре, по истекот на 72 часа од последното лабораториско испитување, ќе се знаат и официјалните резултати од третото тестирање на водата во Гостивар, по кое, ако ги потврди претходните два резултати, гостиварци ќе можат да пијат вода од чешма. Ова било констатирано на денешниот состанок на кризниот штаб во Гостивар. Извори од штабот за Канал 5 велат дека последните микробиолошки тестови се чисти, а по наредбата за намалување на количината на хлор и двете последователни мерења покажале вредности во рамките на дозволените граници. Сепак, според истите извори, одлуката за евентуално укинување на забраната за користење на водата за пиење треба да ја соопштат надлежните институции. Најверојатно Агенцијата за храна, која и донесе одлука за забрана. Осумдесетитригодишен пациент кој имал повеќе хронични болести е првата жртва на западно-нилската треска во земјава годинава. Здравствените власти прогласија епидемија од западно-нилска треска во неколку скопски општини, но и населени места. Сите детали ги има Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Почина 83 годишен пациент со нилска треска на клиниката за инфективни болести. Пациентот покрај возраста имал и други хронични заболувања, потврди директорот на клиниката Фадил Цана. На клиниката од нилска треска се лекуваат во моментот 20 пациенти, 5 од нив се на интензивно лекување. Најчесто симптомите се висока температура, повраќање и диареја, но и вртоглавица. Посебно треба да се внимателни возрастните граѓани и оние со хронични заболувања, појаснуваат докторите. За весна вирусна инфекција во цел свет нема адекватен лек. Тие се по пациенти кои првично се хоспитализираат затоа што имат манифестации невроинвазивни и тие се следат, се мониторираат 24 часов на мониторинг има кај тие пациенти и зависно како реагира нивниот имунитет, а затоа треба имунологија, да имаме податоци и знаење за имунологија,
така и се постапува за тие пациенти. Во општините Киселавода, аеродром Гази Баба, Бутел и Илинден, а во населените места Драчево, Пржино, Долно Лисиче, Јурумлери и Кадино е прогласена епидемија, потврдио Центарот за јавно здравје Скопје. На терен ќе има редовно прскање од комарци во сите овие општини и населени места, објаснува Арсениевски од Центарот за јавно здравје. Една од мерките предвидува и отстранување на сите оние садови, предмети или делови каде што се собира водата, каде што може да се развијат комарците. Кај населението би препорачале користење на репеленти, поставување на мрежи, прозорци на врати, да се избегнува престој надвор во периодот кога комарците се најактивни, тоа е во самрак и во зори, и доколку морат да излезат во тој период од денот, да носат долги ракави, ногавици или посветла облека. Досега 8 пациенти се излекували и заминале од инфективната клиника, а вкупно од стартот на Нилската треска биле хоспитализирани 29 пациенти. Денеска е регистриран рекорден број пожари на отворен простор за ова лето. Вкупно 21, информираа попладнево од Центарот за управување со кризи. Пожари на отворен простор до 17 часот попладнево се регистрирани во општините Македонски Брод, Студеничани, Илинден, Желино, Зелениково, Кичево, Дебарца, Јегуновце, Тетово, Теарце, Гостивар, Прилеп, Новаци, Штип, Битола и Центар Жупа. Од скопските општини пожари се регистрирани во Чаир и во Ѓорче Петров. Во пожарите главно е зафатена ниска вегетација. Меѓу пожарите што се активни е и оној кај селото Моране во Скопско Студеничани. На неговото гаснење интервенираат 3 ер-трактори на Дирекцијата за заштита и спасување. Со панел дискусија почна одбележувањето на 25-тата годишнина од Охридскиот рамковен договор, со кој што на 13 август 2001 година се стави крај на конфликтот. Централниот настан ќе биде утре, за кога е закажана и свечена седница на владата, а паралелно одбележување ќе организира и ДУИ. Заштитата на правата не треба да значи дека ние како нација бесконечно ќе создаваме нови етнички линии во нашите институции или во нашето општество. Сметам јас лично дека ние како држава сме созреале да имаме капацитет веќе да ги надминуваме етничките линии. Ако ме прашувате која е моја најголема грижа од политичка гледна точка во нашето општество, е дека се уште постојат поединци и политички субјекти, пред се политички партии кои што се обидуваат да се наметнат како собственици на една заедница по етничка линија. Како само тие да се тие кои што штитат права на една етничка заедница. Ваквиот отворен и конструктивен диалог би бил силна порака до јавноста и темел за градење на нашите внатрешни капацитети за нова култура на политички диалог. По Охрид и Битола, карванот со музичко-сценскиот спектакл Силно светнал ден по повод 35 години независност на Македонија вечерва е во Велес. Оперскиот пејач Игор Дурловски во вестите во 18 часот оцени дека настанот е ретка можност да се видат и слушнат десетици домашни уметници. Имаме преку 120 уметници на сцена, имаме танчери, имаме актери, имаме пеачи, имаме режисер. Еве кога спомнувам режисер, да спомнам дека целиот овај мултимедијален проект е под режисерската палка на нашиот реномиран режисер Дејан Пројковски, и ова се навистина моменти во кои што сите со колегите уживаме. До граѓаните, како што гледате дека целиот тим од пеачи, од актери, од сите сме обединети, така да можеби пораката е да се конечно да се обединиме како народ, да бидеме сите едно, да гледаме позитивно на нашата блиска и подалечна иднина и да веруваме дека ќе градиме и понатаму една успешна, квалитетна држава во која што со гордост ќе живееме. Тоа беше се. Пријатна вечер со Канал 5.